Да, земјоделската наука ќе треба да биде на помош во овие идни времиња кои што носат и промени во однос на климата. А ние го почнавме, нели, ова наше неделно дружење токму со 1 септември, односно првиот училишен ден, и денес ќе се занимаваме со учениците, но од еден друг аспект. Со почетокот на училишната година тие се многу повеќе, нели, раздвижени од на училиште, со самото тоа се учесници во сообраќајот, дали како пешаци, дали доколку ги возат со возила или пак можеби со велосипеди, и затоа е неопходно да бидат добро информирани како безбедно да учествуваат во сообраќајот, а затоа ќе се спроведуваат и некакви обуки за кои ќе ни зборува Кирил Стојанов во продолжение. Кире, добро јутро. Јована, добро утро. Еве, со почетокот на учебната година учениците се вратија во училишните клупи, во училиштата, со тоа изголемена и фреквенцијата и сообраќајот во и околу училиштата. Она што во текот, тоест со 1 септември, започна и кампањата да ги заштитиме децата во сообраќајот на Републичкиот совет за безбедност на патиштата. Сето тоа ќе биде наменето и за децата кои што ќе бидат дел од сообраќајот, и за сите учесници кои што се дел од сообраќајот, за тоа како се одвива целата кампања, која е целта, кои се резултатите и што се очекува таквата кампања, ќе ни каже магистер Горан Ангеловски, председател на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот и патиштата. Еве, со почетокот на учебната година може ли да ни кажете зошто е важно и треба да се актуализира прашањето за безбедноста на сообраќајот токму во овој период? Најпрво добро утро, поздрав до гледачите на утринската програма Ја сакам Македонија на телевизија Сител. Со самиот почеток на учебната година реално е да се очекува изголемено присуство на децата како учесници во сообраќајот. Со оглед на тоа дека децата се една од најранливата група и најнеискусна група на учесници во сообраќајот, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со Министерството за внатрешни работи, како и изминатите години, така и оваа година, со самиот почеток на новата учебна година, започнува со реализација на кампањата да ги заштитиме децата во сообраќајот. Еве, јас со тони фотографии што ги видов и од претходните години, тоа се предавања во училишта, имаше и активности, делење на флаери заедно со полицајците, видов и некои работи кои што децата ги добиваат. Кои активности се реализираат на терен и колку и со кои институции се соработува за кампањата да го добиат тој потребен ефект кој што го има? Така, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со своите партнери во кампањата, Министерството за внатрешни работи, Факултетот за безбедност Скопје, Министерството за образование и наука и единиците на локална самоуправа, и оваа година, од самиот почеток на новата учебна година, во сите детски градинки и основни училишта ќе реализираат превентивно-едукативни предавања, делење на превентивно-едукативен материјал, кој се состои од бојанки за децата, сообраќајни лектири, литература со едукативни содржини, во кои што ќе бидат офатени сообраќајните правила и прописи за децата како пешаци во сообраќајот. Во рамките на овие едукативни работилници ќе бидат прикажани едукативни видео материјали прилагодени за возраста на децата, а основна цел е да ги запознаеме децата со основните правила и прописи во сообраќајот. Односно, што е улица, што е пешачки премин, каде треба да ја поминат улицата, на кое светло на семафорот треба да ја поминат улицата, дека не треба да играат на улица и други работи кои што се многу битни за нивната безбедност. Како самата кампања допира до децата и до наставниот кадар, бидејќи наставниот кадар исто е многу важен во целиот овој процес на едукација, тие се постојано со децата, а како до возачите и родителите, како реагираат на таа кампања и како се прифаќаат советите кои што се добиваат и знаењата кои што се стекнуваат со оваа кампања? Искуствата од минатите години покажуваат дека при реализација на ваквите едукативни предавања постои голем интерес кај самите деца. Истите секогаш проактивно се вклучуваат во предавањата. Предавањата се интерактивни. Во реализација на ваквите кампањи големо внимание, големо влијание и голема заинтересираност има и од страна на наставниот кадар и стручните служби во основните училишта и детските
градинки, кои понатаму во текот на целата учебна година имаат обврска да реализираат низа активности и предавања кои што се уфатени во рамките на оваа кампања. Оно што постојано се зборува за тоа колку ни се безбедни улиците, колку ни се безбедни премините, меѓутоа колку ни е безбеден сообраќајот околу училиштата и кои се оние мерки за безбедност кои што околу училиштата во овој период треба да се имплементира за имаме побезбеден сообраќај и децата побезбедно да се движат. Согласно законските регулативи кои што постојат во нашата држава, значи постојат зони на смирен сообраќај и зони на училишта кои што се имплементираат токму во овие средини, каде што имаме детски градинки и училишта. Најпрвин треба да се обнови хоризонталната и вертикалната сообраќајна сигнализација во зоните на смирен сообраќај. Понатаму треба да се обнови постојната сигнализација во делот на одбележување на пешачките премини, обновување на вертикалната сообраќајна сигнализација каде што е дотраена, замена на средствата за смирување на сообраќај како што се вештачките испакнатини, вибраленти и слично, а околу училиштата и детските градинки каде што нема имплементирано вакви зони на смирен сообраќај или зона училиште, значи ќе иницираме предлози за воведување на вакви зони на смирен сообраќај и на крајот би истакнал дека секако треба да се санкционираат сите возачи кои не ги почитуваат правилата и прописите кои што се предвидени во делот на ограничување на брзината, во делот на паркирање во овие зони на смирен сообраќај. Така, на почетокот кажав дека ова кампања ќе ги опфаќа пред се децата, меѓутоа децата зависат и од безбедноста, од тоа како се однесуваат другите во сообраќајот. Колку со други кампањи знаете да ги опфатите сите оние останати учесници во сообраќајот? Што е оно што Републичкиот совет овој период го имплементира врз база на тоа, на едукација на сите останати учесници во сообраќајот? Кампањите во сообраќајот Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги реализира согласно годишен календар за реализирање на вакви кампањи. Во моментот актуелни кампањи кои што ги спроведува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со Министерството за внатрешни работи и останатите партнери како дел од кампањите на РСВСП е безбедноста на пешаците, одговорност за сите нас. Тоа е кампања која што се реализира во месеците април и мај, вклучително септември и октомври, каде што имаме зголемено присуство на ова категорија на учесници во сообраќајот. Понатаму кампања за подигнување на сообраќајната свест кај возачите за користење на сигурносен појас, вклучително и патниците во возила и употребата на детски седишта во возилата. Кампања не користи мобилен телефон додека управуваш со возило, не вози под дејство на алкохол и со неприлагодена брзина, безбедно на моторцикл, безбедно на електрични тротинети, а во овој период од годината се очекува изголемено присуство во сообраќајот на трактори, земјоделска механизација. Затоа во наредниот период Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе започне со реализација на кампањата одговорно учество во сообраќајот на возачите на трактори, земјоделски механизација и работни машини. Во наредниот период планирани се активности во рамки на неделата за мобилност во сообраќајот, која што се реализира секоја година од 16 до 22 септември, понатаму денот на одбележување на жртвите во сообраќајот на 15 ноември, престојната зимска кампања, како и други активности во соработка со представниците на МВР. Ќе бидеме присутни на сообраќајниците низ Македонија, каде што се манифестира зголем број на прекршоци, а со самото тоа исклучување на сообраќајни незгоди со потешки последици. Во рамките на овие активности од страна на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во соработка со Министерството за внатрешни работи, во минатото, односно во претходниот период, беше изготвен и објавен превентивно едукативен материјал, односно видеоспот, со цел укажување на возачите за тоа како правилно и прописно да управуваат со моторни возила кога се движат по експресен пат. Во ова насока, со цел правилно укажување на возачите, во план и изработка, во соработка повторно со МВР, е предвидена активност за ново видео
материјал кој што ќе укажува за правилно и управување со возило во крстосница на кружен тек. Значи, повеќе низа на активности, она што за крај сакам да ве прашаме, бидејќи сите тие кампањи, особено оние кампањи околу сообраќајот, околу безбедноста на децата во период, доколку се имплементираат, јас сум сигурен дека ќе нема ниту една жртва во сообраќајот, меѓутоа за жал често тоа не е така. Како се следи ефектот од овие кампањи? Што е она што ви дава мотив следната година повторно да ја повторите кампањата? Како го следите ефектот кој што се добива од овие кампањи? Па така, ефектот од кампањите се следи во основа на статистичките податоци кои што ги добиваме од страна на Министерството за внатрешни работи во делот на регистрирани сообраќајни прекршоци, во делот на случајни сообраќајни незгоди и причините за случувањето на сообраќајните незгоди. Ефектот од реализација на превентивните кампањи реално би требало да се очекува во наредниот период, значи ефектот не можеме да го видиме веднаш, односно во временска рамка кога предвидува долгорочна примена и промена на навиките на учесниците во сообраќајот. Сметам дека во наредниот период со самата имплементација на проектот Безбеден град, односно Безбедна држава, кој што го реализира Министерството за внатрешни работи и чија што примена се надеваме дека ќе започне од 1.1.2026 година, значително и во голема мера ќе ја подобри безбедносната состојба во сообраќајот, како во делот на сторување на сообраќајни прекршоци, така и во делот на намалување на причините за сообраќајни незгоди со потешки последици и причините за кои настануваат истите. На овој начин, директно покрај едукативниот аспект кој што го вршиме ние како совет, се очекува подобрување на дисциплината кај сите учесници во сообраќајот, вклучително со тоа и намалување на бројот на сообраќајни незгоди и последиците од истите, односно намалување на бројот на загинати и повредени лица во овие сообраќајни незгоди. Магистер Горан Ангеловски, председател на Републичкиот сојуз за безбедност на сообраќајот на патиштата, ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Така е. Слушнавме за тоа како се имплементира кампањата да ги заштитиме децата во сообраќајот, кои се оние мерки кои што се презимаат, што е на кој начин се реализира целата кампања, таа ќе трае во текот на повеќе месеци, ќе бидат опфатени речиси, тоест не речиси, туку сите деца, сите училишта во Македонија. Слушнавме за тоа кои се други кампањи се спроведуваат, да се надеваме дека во ова учебна година и во оваа година ќе имаме многу помалку сообраќајни несреќи и нула жртви во сообраќајот. Кирил, благодариме, да, се информиравме за сите активности на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Се гледаме малку подоцна со тебе на една друга и актуелна тема, а ние, почитувани наши, имаме уште многу што да ви понудиме. За кратко имаме и гостинка во студио, еве што следува.